Охрид беше домаќин на шестиот поред спортски настан Lake Ohrid Sub Crossing, нови рекорди и одлични настапи и се поголеми интереси, особено од меѓународен карактер. Ова е нешто кое што со задоволство го најавуваме, затоа што ќе разговараме за да ги дознаеме сите детали како била самата организација, што се случувало на шестото издание и всушност кои се плановите за воиднина, затоа што и од она што непосредно пред да го започнеме интервјуто разговаравме дека е невообичаено, но сепак интерес има. Што точно се случува ни открива Дамјан Петрески, кој што воедно беше и организатор на шестото издание. Дамјан, благодариме што успеа да издвоиш време и што ќе имаме можност да споделиме се. И оно што е можеби најважно да дознаеме што се планирате за воиднина. Ви благодарам на поканата и на поддршката низ годиниве. Ова шесто издание најуспешно за нас како организатори, а и воопшто со рекордиве кои ги сруши очигледно и за луѓето. Кај нас е многу зависно временските услови дали ќе дозволат да се направи некој нов рекорд. Но ете, шеста година поред не служи времето, што и главен диктатор дали воопшто ќе се одржи самото такмичење, посебно долгата трка. Техничката не е толку битна дали ќе има бранови или ветер, пошто дури и веслачите сакаат да биде малце поатрактивно за нив која е брановите, но за долгата трка треба да се идеални условите и да може да извеслаат тие 23 километри, бидејќи е буквално од почетокот на езерото до крајот до Охридско. И доста гости, некои од нив прв пат, и доста имаме некои што се враќаат веќе по неколку пати на ова такмичење, пошто така, на некој начин одат во својот клуб, ќе го рашират како вирус, добро си поминале претходните години за да не се вратат со плюс неколку членови. А и шесто издание тоа веќе значи дека навистина се рангираме одлично, посебно поради меѓународниот карактер, многу гости имавме од странство, па колку за вас како организатор е важно овој меѓународен, да кажам, осврт кој што го има самиот настан? Многу искрено почнавме само македонци, на првото издание бевме 19 веслачи и бевме само луѓе од Македонија, бидејќи шесто издание беше баш околу корона, така што не смееше да се патува, и бевме само членови од нашиот клуб и неколку ентузијасти кои сакаат да пробаат да видат дали може да го направат ова, но кога почна да ни се приклучуваат други земји, наеднаш почна да се дуплираат бројките на учесници на самиот настан. Оваа година имавме 14 земји учесници, веслачи од 14 земји различни, со тоа што ни дојдоа двајца светски шампиони, еден европски и неколку национални шампиони кои ни помагаат на светско ниво да го промовираме настанот, да може да ни се приклучат уште поголеми ими ако ништо во следните изданија, но во секој случај они презадоволни, Охрид е нешто што нуди за повеќето од веслачиве нешто што не виделе претходно. Најчесто се весла во каллива вода, ја ги викам кафена вода низ каналиве низ Европа или па негде на море каде што е отворено и многу дува. Ова што го нуди Охрид со Галичиза во позадина, да гледате национален парк Плокав, чиста вода, буди некои други емоции, повикува многу други земји да не се приклучат во иднина. И годинава имавте три различни предизвици, кој е најголем од трите всушност и како беше распоредено, што се правеше поред? Мислам дека за сите е различно, зависи каков тип на веслач. Имаме три категории, едната е техничка трка во сабота што ја организираме пред хотел Бисер и таа е можеби најатрактивната бидејќи на една локација и самите учесници гледаат како се одвива надпреварот, навиваат за веслачите кои се веќе во вода, знаејќи дека они се следни и попалека се елиминираат за полуфинале, финале. Потоа во недела ни се двата останати формати, долгата трка и авантуристи кои се рекреативци на некој начин, кои не се толку искусни веслачи, али па они па имаат друг формат. Ако тркачите имаат 2 точки на застанување, тоест на поминување како чекпоинти кај што треба поминат, рекреативците имаат 8 точки на застанување, чисто за да се регрупираат. Они се движат како група, а самите тркачи со главата доле кој прв ќе стигне во Охрид и веќе во професионалните тврди даски Ван Бейкел го сруши рекордот за 10 минути, за 2 сати и 16 минути ја заврши стазата, што е многу импресивно време и не знам дали некој ќе го сруши тоа време во иднина, но во секој случај секоја година се помлади луѓе ни доаѓаат. На Ван Бейкел конкретно се многу позната фамилија што патуваат сегде заедно и веслаат, дое со двете деца, едното дете е 10 годишно што е официјално најмладиот учесник во трките и другото дете му е 13 години што го сруши рекордот на 16 годишњаци. Така да не дека има некои правила кај децава, буквално сите веслаат од најмали до највозрастни.
А посебно внимание привлече и исто така нашата млада Теодора Ристова. Колку ваквите резултати се важни за развојот на субспортот во Македонија? Искрено, Теодора е најмладиот учесник воопшто што се приклучил на трките. Имам и 10-годишно дете која е правила авантурата која е од рекреативен формат, но ова што го направи Теодора, а и Ена Ковачевска, 2 девојчиња имавме оваа година, што мислам дека е супер поттик за воиднина да не се приклучат повеќе деца. Не само што беше успешна во техничката трка и во долгата трка убав резултат направи. Оваа година за прв пат направивме и Македонска лига, каде што македонските веслачи беа дел од Лейк Охрид Саб Кросинг и ги на некој начин ги рангираме посебно македонците во споредба со интернационалните веслачи. Теодора победи во техничката и во долгата трка. Нема категории, бидејќи кај нас е многу лимитиран бројот на веслачи, така да она победи и возрастни и да не речем помали од неа, додуша машки се, девојки нема, али Теодора направи супер резултати заедно со Ена, што мислам дека ќе биде убав потик за понатаму, ете помали дечиња да почнат со овој спорт и да видат дека како спорт може да се бави, а не само рекреативно. Тоа што секогаш веруваме на прво место е безбедноста, без разлика дали возрастни или деца, многу се децата во прашање и овие години кои што ги кажувате, навистина верувам дека најголемото внимание го посветувате на тоа. Како сте сигурни дека се ќе биде во најдобар ред во однос на безбедноста? Кои се подготовките пред да се започне? Во принцип го правиме на некој начин, можеби во погрешен период од годината. Јас многу би сакал кога е попразно Охрид за да мотивираме повеќе луѓе да тоа е дополнителен предизвик за тоа што е навистина гужва меташ. Знаете и вие, Охрид може да биде со морски бранови, не е да биде само мирна вода. Нашиот настан се одржува само на мирна вода, така да доколку се променат временските услови, сите веслачи се вадат од вода и доколку има најава дека ќе биде можеби променливо времето, воопшто не ги ставаме во вода. Така да очекуваме идеални услови. Една од причините зашто го правиме можеби у high season во крај на јули е таа причина за да очекуваме дека ќе има идеални услови. Ние тргаме во 7 часот наутро, најчесто е после пладне почнува ветер или дига брана ако ништо друго, а веќе се до тогаш излезени сите веслачи од вода. Ги прати екипа, секој од овие групи ги прати Црвен крст. Имаме водачи на чамци кои се пред нив за да им го покажат патот. Претежно се луѓе од странство кои не го знаат Охрид воопшто, така да од Светинаум да стигнете до Охрид, а да не го знаете Охридско езеро е малце тешко, така да има чамци кои ги следат и од напред и од позади за чисто сигурносните мерки да ги запазиме. Кај нас сигурносно јаже е дозволено само за многа, а елеци за спасување носат децата под 18 кои се веслачи за во случај нешто што и да се случи да останат на вода. Секако од Црвен крст тимот е тука секогаш да помогне и да ги изнесе од вода, да ги донесе до самиот финиш или некој од нашиот тим да ги превземе од копно, бидејќи големиот дел од трката се движат по крајбрежје заради тие сигурносни мерки да се запазат. Имаше ли некоја незгодна ситуација? Немало, ако верувате, 6 години поред имаме откажување на луѓе во рекреативниот дел каде што ќе застанат за да пијат пиво или нешто. Најчесто се таков тип на веслачи, стигнавме до Лагаден, окей, тука сум задоволен, ќе искочам. Непријатности не сме имале до сега, се надам и ќе остане така, но од секоја страна пробуваме да ги замислиме тие работи, бидејќи често патуваме по интернационални надпревари каде што временските услови не се толку битни. Нас не се битни бидејќи самата дисциплина е на мирна вода, но сме виделе што може да се случи и мора да се припремиш за такви работи, за во случај да се случи да може да се реагира на време. По 6 изданија, која е вашата следна цел, вашата следна визија? Да уклучиме уште некоја трка, бидејќи така и почнавме. Почнавме со рекреативно, ни побара пријателиве, да речам, од околниве клубови, бидејќи со сопругата патуваме цел свет. Сегде сме со даскиве, одиме на различни патувања, каде што идеме и по надпревари, а и воопшто на нашите летни патувања ги носиме даските и среќаваме секаков тип на луѓе, ги покануваме кај нас да дојдат. И така, ни бара да биде трка, да не биде од рекреативен формат, ќе направиме трка. Така почнеме со долгата трка, следната година и ајде направите техничка трка, направивме техничка трка. Така цело време додаваме нешто за да го задржиме интересот и кај луѓето кои веќе биле. А тоа е прашањето веројатно пред 6 години и сега, освен што има многу поголем интерес, што е она што вие и како организатор, меѓутоа и од прв ден во целата оваа организација, што се менува низ годиниве? Дали забележувате дека и кај пошироката јавност веќе пристапот кон овој спорт е поразличен? Да, би рекол почнат и многу луѓе. Ако гледате денес по плаживе се најчесто рекреативни веслачи кои си имаат као душегна вода што го користат, даската за скокање, за да се оттегнат од плажата или што и да е. Така и почна на самиот наш настан. Да луѓе рекреативно се бават со ова и пополека да видат дека ќе дошле странци, ќе видат дека може да се бави као спорт. Следната година наместо на рекреативната ќе им се пријават на трката.
Така да пополека се менува трендот од рекреативни трки одат на овие професионални на некој начин, иако кај нас е многу лимитирана опрема како можеш да купиш, така да сепак ќе бидат аматерскиот дел, ќе бидат со даски надување, но во секој случај се менува трендот. Ако било рекреативно нешто најпопуларно во минатото кога што сме имале по 80-90 веслачи, сега имаме истиот број од другата гледна точка, каде што се пријавуваат на трката, иако е од пократок формат. 23 км е за тркачите, а 26 км за рекреативците. Тоа е сепак заради сигурносни мерки. Рекреативците се движат цело време по обала за случај да се сменат временските услови да може да искочат, а тркачите си остануваат у тој формат бидејќи посебно професионалците не ги интересира дали дигнело бран или не. Нив им е цел како побрзо да се стигне во Охрид. И одлична промоција за Охридци како самиот настан. Да, мислам, посебно па нов тип на луѓе носи, не од трчачки маратони или трчачки по планини што најчесто прават можеби точаци. Ете нешто ново. Со пливачкиот маратон би го споредил кај што се од 16 до 20 луѓе, овде се многу поголеми бројки на учесници и би рекол во вода е можеби и најголемиот настан на Охридското езеро што се случува во вода. Благодариме, Дамјан. И секако се надам дека ќе поттикнеме и многу нови гледачи ете да се заинтересираат за субспортот, субдаските. Да, тоа и го правиме, пошто најчесто по социјални медиуми промовираме и нашите патувања. Сега во петок сме во Словенија, одиме на Бохин, на едно од најинтересните можеби во календарот, субкалендарот годишен. Мислам дека ќе ги гледат и нашите приказни, не само тоа што доаѓаат и на нашиот настан, туку доаѓаат и на околнија, почнувајќи од Србија, Грција, Бугарија, каде што се организираат различни настани, да дојдат и не се придружат и нас. Супер, благодариме многу што утрово ти ни дојде кај нас на гости, да споделиме се она што се случувало на 6-тото издание.